Тоа што беше театар пред јавноста, а што беше прикажано нели пред некој ден, вие го нарековте случај Феникс, е исклучиво и само со една цел, а тоа е дефокус од јавното мислење, односно дефокус од јавното внимание за да се дивергира од оние кои што денеска купуваат со десетици милиони евра имот во центарот на Скопје. Ако имало дело, тоа ќе било решено пред 7, 8, 9 години. И второ, продолжува на тој начин да се негира македонскиот идентитет, затоа што на тој начин се фрла сенка на идентитетските одбележја, односно тие споменици кои што имаа за цел да покажат еден историски континуитет на битката на македонскиот народ за своја држава и битката за својот сопствен идентитет. Може би е добро од тука од оваа пресконференција заедно вака со камерите да појдете на споменикот од Слупчане и да прашате таму во Слупчане кој ја дал дозволата за градба, кој го финансирал и како е финансиран, и го охрабрувам истиот тој обвинител за кој што вие кажувате да отвори една таква предистрага, нека се охрабри барем предистрага нека отвори. Или може би сакате додиме до Зајас, или може би сакате до Колари додиме, или сакате уште во неколку места да однесам во Македонија, каде што има такви нелегални градби и каде што има основано сомневање за еден, може би рекол, поспектакуларен случај од овој кој што служи исклучиво за дефокус од криминалите на овие неколку семејства кои што денеска ја имаат за жал заробено Македонија, но уште за кратко, овој народ што гледате тука, но и оној кој што не го гледате, кој што денеска или дома или на своите работни места, масовно ќе излезе на следните избори и на сите овие криминалци во политиката ќе им порача дека е време за Идризово.